Почитувани, добра вечер, добре дојдовте во анализата на телевизија 24. Оваа емисија ќе биде посветена на случувањата во опозицијската ВМРО-ДПМН. Таму веќе со месеци трае една внатрепартиска битка, каде постои еден иницијативен одбор на видни членови, сегашни и поранешни на ВМРО-ДПМН, поранешни функционери, кои бараат промени во партијата, бараат промени во лидерството и одамна бараат и секување на конгрес. Сега веќе тие закажаат дека ќе свикаат свој конгрес и го повикуваат раководството да го прифати и велат дека имаат мнозинство од делегатите. Од друга страна, тие за ВМРО-ДПМН се само слуги на Зоран Заев, ја одработуваат неговата политичка агенда и тие се луѓе кои според сегашното раководство на ВМРО-ДПМН немаат врска со вредностите на партијата. Наши вечерашни гости се двајца добри познавачи на овие случувања и превирања, со нив ќе дебатираме, ќе се обидеме да дојдеме до некои одговори. Тука се професорот Тони Науновски. Добро вечер. И новинарот Љупчо Златев. Добро вечер, ви благодарам за поканата. Златев првпат во телевизија 24, тоа е интересно. Да, првпат доаѓам овде. Ја запознав и вашата редакција, голем дел од колегите ги познавам, со некои сме работеле порано заедно. Да. Навистина, ви посакувам многу успех и во оваа верзија сега што ја имате, бевте 24 вести, сега сте 24 ТВ. Да, благодарам. Науновски, вие порано често гостувате во телевизија 24, но морам на почетокот да забележам дека ве нема нешто во медиумите во последниве години, отсуствувате. Пред да почнеме со емисијата, само тоа сакав да прашам, намерно се повлековте од случувањата? Секој македонец на собствен свој начин ги доживеа овие неколку мачни години во кои што се случија редица штетни договори, редица штетни политики за националните интереси на македонскиот народ и повеќе или помалку секој самосвесен македонец на личен начин ја доживуваше таа травма, така да кажам. И во таа смисла практично ние многу луѓе кои што се залагавме за оние парадигми кои што ќе значат, се разбира, демократска, суверена држава на македонскиот народ со почитување на сите меѓународни стандарди во многу аспекти, во многу сфери, едноставно бевме поразени, затоа што ова што се случи изминативе неколку години апсолутно е против сето она што практично се бореле не само нашите во историска смисла предци, туку и ние, и така да тој пораз го доживеа во голема мерка и на како да кажам, како собствен личен пораз, персонален, макар да никогаш се разбира не сум бил во ниво најмала позиција во која што би можел објективно и многу да делувам или да влијам врз некои политики во оваа држава, но едноставно тогаш во такви ситуации на човек му преостанува само да се препушти на поезија или на пишување на поетски критики, што најчесто го правев. Но ова е интересно прашање, зошто сега одеднаш, не одеднаш, разбирам, меѓутоа во последно време добивам желба повторно да ги искажам своите мислења и ставови за јавноста, доколку на тоа некога се разбира му е битно. Меѓутоа јас ја чувствувам таа потреба и токму овој период ми даде некоја нова надеж, нам дека се уште постојат шанси за Република, за Македонија и за македонскиот народ, не за оваа држава, со тоа што започнаа да се случуваат неколку процеси незапирливи, особено процесот во партијата за која што споменавте дека веројатно ќе биде главна тема анализата на тие случувања, да. Така да апсолутно сега ја препознав и јас се надевам дека ќе ја препознаат и многу други луѓе, практично секој македонец, дека се појавува нова шанса за македонскиот народ во смисла на исправање на сите погрешни политики на веќе поранешното раководство. Морам да кажам дека медиумите и новинарите се разбира претпоставувам без некаква лоша намера, меѓутоа имате погрешен вокабулар во означувањето на сегашната актуелната состојба. Значи, ова раководство сегашното е веќе минато раководство и мислам дека треба да се зборува за во минато свршено време. За ВМРО-ДПМН зборувам за Христијан Мицкоски и неговите околу него. Значи тоа е тоа. Него кажа сега наш името на партијата да сме на чисто. Да, значи практично пред неколку дена со објавувањето дека повеќе од половина или дури и 2/3, ако не се лажам, но се едно, делегатите на Конгресот, кој што е врховен орган во секоја партија, па дури и во секоја колективно тело кое што носи одлуки, значи мнозинството одлучува. Значи самото објавување на закажување на Конгресот апсолутно веќе треба да се зборува во минато свршено време за ова раководство на Христијан Мицкоски и неговите.
И треба се разбира јавноста да биде внимателна затоа што на некој начин тоа е сега веројатно технички вршител на дложноста председател на ВМРО-ДПМН, а на 28 март ќе биде и формално веројатно разречен, што е добра вест за македонскиот народ. И сега зошто тоа го велам? Затоа што во овие неколку години од неговото раководство се случија многу драстично погрешни политики кои што немаат никаква врска со матрицата и идеологијата на ВМРО-ДПМН. И тука е шансата сега на новото раководство, на новиот конгрес, да избере луѓе и политики кои што ќе се вратат кон автентичното значење и кои што на еден современ начин, модифициран се разбира на современите состојби и политики и реалности, ќе пронајде соодветни модуси како да го артикулира повторно македонскиот национален интерес. Добро, ќе продолжиме, отприлика ги начнавте прашањата за кои ќе дебатираме, само сакам уште едно кратко подпрашање. Вие сте член на оваа актуелна иницијатива за промена или не сте? Не, јас сум само поддржувач, не, јас сум теоретичар, не, јас не сакам да бидам, јас сум теоретичар, меѓутоа апсолутно ја поддржувам затоа што мислам дека ВМРО-ДПМН изминатите 3 години да пропаѓаше во секоја смисла на зборот, особено на идеолошки план. Да, добро, го кажавте, Златев, иницијативата постои, отприлика ги кажа Нуновски ставовите. За разлика од мојот соговорник, Господ не ми дал поетска дарба и во изминатите 2-3 години не сум се бавел со поезија, туку сум се бавел со новинарство и јавен интерес, и токму затоа не можам и новинарски односно не можам навивачки да настапам во целиот овој процес, затоа што тоа ниту доликува на мене, ниту доликува на мојата функција. Но она што можам да го направам е да пробаме на еден или на друг начин да ги проанализираме фактите во однос на последните случувања во ВМРО-ДПМН и она што вие го кажавте уште на самиот почеток. Што се случува сега? За да почнеме да анализираме околу целата ситуација, треба да одговориме на 3 клучни прашања. Кој стои зад сето тоа, односно кој ја подига таа иницијатива, тоа е број 1. Број 2, треба да се проанализира кому најмногу му одговара таа иницијатива, и број 3, третото прашање на кое треба да се одговори, е која е структурата која стои во позадина на сето тоа. Ќе почнеме од почеток. Првото прашање. Она што досега можевме јавно да го видиме, од оние луѓе кои излегоа јавно да ја промовираат оваа иницијатива, видовме поранешни функционери на ВМРО-ДПМН, но не видовме ниту еден кој доаѓа од она што се нарекува висока политика. Ние видовме градоначалници, како оној на Илинден и Петровец, го видовме и Митко Јанчев, градоначалникот на Кавадарци актуелен, со одредена поддршка на оваа иницијатива, што е нормално, тој беше сменет од истото ова раководство од својата функција. Го гледаме, дури мислам дека човек кој највисоко котирал во македонската политика од сите таму е Ивица Коневски. Ивица Коневски е градоначалник, може за некого добар, може за некого лош, но тоа е човек кој се бавел со некакви локални проблеми. Кога анализираме кои се луѓето кои стојат за сето тоа, Никола Тодоров е член на иницијативата вака. Според она што сум го видел до сега, тој јавно се нема се уште изјаснето. Но јавно нема кажано дека ја поддржува. Ние гледаме некоја си госпоѓа на К и беше презимето, јас на вистина прв пат ја среќавам како новинари, веројатно и другите колеги. Јас мислам дека не треба да се навлезе во анализа на личности, затоа што тоа е многу помалку важно, колку што е. Извинете, не ве прекинав, само доколку може да довршам. Квалификуваат луѓето како вакви или такви. Не ги квалификувам, јас само ја кажувам реалната, не велам дека тоа се лоши луѓе, вакви луѓе или онакви луѓе. Јас само кажувам кои се. Факт е дека досега, она што е факт, дека досега не сме виделе никој high profile политичар да застане за оваа иницијатива. Дури ако не се лажам, поранешниот министер за надворешни работи Никола Поповски се огради од самата иницијатива и рече дека тоа ќе значи поделба на партијата. Одиме понатаму. Прашањето е кому најмногу му одговара оваа иницијатива? На ВМРО-ДПМН, Златев и на македонскиот народ. Значи само извинувам професоре, јас не ве прекинав, ве молам уште една реченица не га кажа, ова за да биде диалог, ќе биде дебата, само да го довршам ова како теза, па слободно изразете се. Ако ја гледаме целата парадигма, во моментов
еве, има една емисија која вие ја најавивте, оваа емисија е за ситуацијата во ВМРО-ДПМНЕ. Ние денес живееме во државата која е на 111-то место по корупција во светот, државата која последна во регионот почна со вакцинацијата и пред се државата која има еден тон скандали, еден тон настани кои се лоши. Така што, најсреќен за вакви емисии и вакви теми е дефинитивно премиерот Зоран Заев. Да. И јас не се согласувам. Не велам дека тој стои позади ова или дека има соработка, може би има, може би нема, времето ќе покаже, но самото наметнување на оваа тема најмногу му одговара на Зоран Заев во ситуации во кои државата се соочува со колапс во многу различни сектори. Колапс кој е објективен. Овој аналитички став, да речеме, на колегата Златев е всушност исто официјалниот став на ВМРО-ДПМНЕ, дека иницијаторите се слуги на Заев. Јас не велам дека се слуги, Не, но велам дека тој и најмногу му одговара. Мислам дека и Заев да му се јавите да го прашате, ќе каже истото. Јасно ја направив разликата. Да. Мислам дека се помалку веќе е важно што кога зборуваат Христијан Мицковски и неговите луѓе, односно тие луѓе околу него. Се помалку е важно, не е релевантно веќе, рекол, затоа што конгресот е веќе закажан. Очигледно е според сите најави, искази и така натаму дека има повеќе од половина делегати кои што се потпишале на иницијативата за преиспитување на неговата раководна позиција. Така што апсолутно мислам дека не е важно веќе што тие зборуваат. Важно е да се анализира зошто дојде до тоа. Јас искрено се чудев зошто пред се членовите и оние поупатените, поинформираните во ВМРО-ДПМНЕ чекаат толку време за да конечно се договорат и да направат иницијатива, односно да направат конгрес на кое што ќе ја преиспитаат сета погрешна политика, односно политики кои што ги водеше Мицковски и неговиот тим. Мислам дека крајно време беше ова да се случи и добро е конечно што се случи. Можеби е предоцна за некои работи, бидејќи доколку конгресот беше, да речеме, пред 2 години, сигурно немаше да настанат некои штетни последици во смисла на државни политики кои што се случија во меѓувреме, меѓутоа тоа е добро што тоа сега конечно дојде време. Што е сега поинтата? Поинтата е едноставно дека луѓето сватиле дека редица порази, постојани порази кои што ги доживува Мицковски и тие неговите околу него, се штетни не само за државата, туку штетни и за самата политика, односно за нивната програма, нивните амбиции да бидат водечка партија и така натаму. Откако луѓето го сватија тоа, а го сватија конечно, што е добра вест, се разбира, затоа што поразот на председателски избори, поразот на последните парламентарни избори, кажува сосема доволно дека кој губи во континуитет, едноставно самиот треба да си оди, заради тоа што од некои причини не успева да донесе победа. И што е најинтересно, јас мислев дека приказната со Мицковски и неговиот тим, дури се извинувам, имам проблем кога го кажувам неговото презиме, затоа што мислам дека наистина човекот направи многу штета како за ВМРО-ДПМНЕ, така за државата, затоа што во клучните неколку години, кога се случува историски негативни процеси и политики за Македонија, тој ги шеташе неговите поташмаруништа, не знам, имаше неодлучни и не знам некои ставови кои што воопшто не беа политички во нас смисла транспарентни. Па на пример, за референдумот неговиот став секој сам да одлучи беше толку штетен пред се, заради тоа што во политика треба да имате став апсолутно. Но како и да е, тој на неговата партија беше дека референдум мора да има 10 години, ВМРО зборуваше дека треба да има референдум ако се смени името. Добро, имаше референдум и неговиот повик беше секој сам да одлучи, така ли беше? Па има ли по-демократска одлука од тоа секој сам да одлучи? Тоа не е политички став, добро. Според вас против требаше да повика? Не знам, тоа е веќе друго. Значи, без оглед на се, факт е дека со таа неодлучна фраза практично го одзема легитимитетот на бойкотирам, односно на фактот дека немаше доволно мнозинство за да се донесе по таа одлука како што се донесе во собрание. И тоа СДС и другите го искористија многу паметно политички. Рекоа тие што не излегоа на референдумот не биле заинтересирани. Зошто? Затоа што немаат политички легитимитет. А немаат политички легитимитет затоа што Мицковски не рече бойкотирајте или не рече гласајте. Ако повикаа да се гласа против, ви исто ќе ги критикувавте дека ќе правеле цензус. Не го бранам Мицковски, немам ни функција ни намера да го правам. Добро, но факт е дека за разлика од многумина во ВМРО-ДПМНЕ, ова е
факт е дека ова раководство на таа партија покажа прозападна, проевропска Па и не, пронато тоа секогаш било, агенда. што е во нивниот статут, Да, значи ево НАТО секогаш биле нивна. исто така стратешка факт е ориентација. дека оние, голем Тоа дел дали од ми се оние кои допаѓа сега или не, тоа е друго кои прашање. сега сакаат да ги рушат, имаат отворено анти-НАТО и антиевропски ставови. Не знам ја за тоа, тие персоналните ставови ми се помалку битни. Јас ги анализирам Еве, почнете од и вашите идеологијата. ставови. Сега знаете што е. Ја не викам дека Може ли Значи, ако- само ова сакам да кажам, значи сега денес веќе медиумите и јавноста треба да го поставува прашањето, најбитното прашање. Единственото прашање практично денес за таа партија е дали Мицкоски на 28 вечерта сам доброволно и мирно ќе се замина и ќе ги предаде печатите на новото раководство, новиот председател, или пак за жал ќе биде, така да кажам метафорички, новиот Нерон, македонски Нерон, кој што ќе даде отпор на секој можен начин, недемократски предпоставувам, и нема да ги почитува гласовите на мнозинството делегати, кои што, ако се сеќавате, во 2017 и него го одбраа. Така Господине Нововски, поддржувате ли вие во Европската унија и во НАТО да биде Македонија? Само момент. Значи, Тоа ме сега интересира. прашањето е дали тој ќе биде доволно разумен, да го почитува мнозинското мислење на делегатите, кој што е врховен орган на одлучување во секоја партија и во било кој колективен орган, така и во ДПМН. И ако се донесе одлука за него разрешување, дали ќе ги предаде печатите мирно уште 28 вечерта. може Тоа е да клучното ли- прашање. Може да Или ве пак- прашам конкретно вака, Да. во однос на Конгресот. Дали како ќе свикаат, како ќе одржат они конгрес кога според статутот на ВМРО конгресот го свикува централниот комитет? Јас го анализирав Бидејќи статутот. делегатите Не. не може да свикаат конгрес. Не. Поддржувате ли Може. вие Вака, членство само на момент. Македонија во ЕУ и НАТО? Само Тоа ме момент. интересира. Тоа Само е прашањето кое пред да Може ли- почнеме да дебатираме на вакви теми, Ама треба тоа- за клучните стратешки работи да видиме Добро, ама кој тоа е каква позиција. друго прашање, Златев. за Поддржувате друго или зборуваме не? сега. За друго зборуваме, јас лично? Да. Па не, ма многу обсежна дебата ќе треба за Не, тоа не, да не, нема да развиеме. дебатираме, само поддржуваме Добро, или се поддржуваме. пак зборуваме за ВМРО Да, ДПМН, па сега тоа друга тема е. Сега. Ама знам не, зашто да тоа видиме прашање кои е се битно. структурите кои стојат. Добро, за па цело. Може ли не, ова јас да ми кажете апсолутно, како бидејќи вака оние сега, јас ако одржат анализирав паралелен статут, сега конгрес, ќе ви кажам. тоа е Да, веќе мислам друга дека приказна, разбрав, да. го разбрав прашањето, а гледам дека и некои апологети на Мицкоски кои што се платени се, има докази за тоа, значи он ги плаќа од притиската каса. Значи има информации за тоа, претпоставувам Каде дека се тие може. докази? Не, има. Еве, ние сме новинари, мора да објавиме Значи, било некои каков апологети доказ. на Мицкоски се платени од притиската каса. Тоа е факт. Сега друга ми беше идејата на ова што, нели, ова сакам да го кажам. Конгресот е највисок орган на одлучување. Делегатите имаат мандат од 4 години. Никаде во статутот на партијата не пишува дека делегатите сами не можат со мнозинство гласови да свикаат вонреден или редовен конгрес, се разбира вонреден конгрес практично. Како што тоа сега го прават. Значи тука на тоа правно статутарно, а да не зборуваме уште повеќе политичко идеолошко ниво, апсолутно има целосен легитимитет и легалитет овој конгрес кој што ќе се одлучи, кој што ќе се одржи на 28 март. Значи битно е дека не смее сега да дозволат членовите на ВМРО ДПМН, тоа е мојот апел, ако воопшто некој е добронамерен, сака да го слушне добронамерно, а така е кажан, не смеат да дозволат понатамошен раскол кој што може да го направи Мицкоски. Со тоа што ќе одбие да ги даде печатите, односно да ја напушти канцеларијата. И тие неговите околу него се разбира се, тоа тим, секој председател, секој си носи своји луѓе се разбира. Значи не смеат членовите да дозволат да настане раскол, бидејќи тоа ќе се одржи лошо, како за партијата, така и конечно и за државата, бидејќи силно ВМРО ДПМН на некој начин значи и силна Македонија. Во таа смисла апелирам на разум, да се соочи со реалноста дека оние кои што го избраа на Конгресот во 2017 година, едноставно одлучиле сосема легитимно и легално и статутарно да повикаат на одговорност заради редицата негови изборни порази. Нема ништо понормално, поприродно и пологично. Дури реков, се прашувам зошто тоа е Добро, имаат ли увид во ВМРО ДПМН за тие- тие, само уште ова, имаат ли увид во ВМРО ДПМН за тие подписи на тие делегати? Дали е ова веродостојно што го зборувате, бидејќи прво кажа Па сега јас- иницијаторите дека кажа имаат јас сега 2/3 не од сум- делегатите, сега вие велите Видете. половина. Јас не сум инсайдер, мислам не сум Не, Ако најмалку бидеме инспектор. доследни, Како би го докажале ако бидеме тоа? доследни, Вака сега, сигурно не истите лажат. тие луѓе Да. закажаа настан дека ќе се одржува некако во сабота сега во музејот на ВМРО, за сега да дознаеме дека тој настан немало да се одржи. Значи само да ви кажам нешто сега. Мора да бидеме доследни кога се работи во она што се нарекува пропаганда и паралелна вистина. Ние во овој момент слушаме нешто што е
паралелна вистина. Зошто? Прво, како што веќе констатиравме, најголем дел од луѓето кои застанале за сето тоа се маргинални ликови. Како второ, значи не, врз база на тоа, кој излегол, ние можеме да донесеме одлука. Ама се знаете како е, тоа е исто како еве, јас до предажурирањето, еве сега може да ви направам паралела. До предажурирањето сега на СДСМ, ја како 18 годишник сум се зачленил во СДСМ и до сега пред да се ажурира веројатно сум котирал таму на листата на СДСМ. Извинете господине Науновски. И сега јас да излезам и да кажам ја барам смена на Заев и мене некој да ме викне во емисија и јас да говорам за смена на Заев како член на СДСМ. Ние во овој момент ја имаме истата ситуација. Зошто? Добро, не е баш така. Вие што да бидеме кои се види членови на ВМРО. Знаете ли вие сивито на госпоѓата Каранакова или Карадакова што излегува таму на пресконференција? Која е таа жена? Бидејќи тие се високопрофилни ликови, кои се тие викови? Кои се тие високопрофилни? Еве, одговорете ми ги, кажете ми ги со име и премни. Жика Стојановски, градоначалник на рурална општина Заваз, господине Ризаловиќ е високо профилиран лик. Не, сакам да кажам, тоа се сепак активни членови на ВМРО-ДПМНЕ. Не, но ниту сме ги виделе, ниту сме ја виделе нивната масовност, ниту сме виделе големи ликови таму и на крајот ние сега се сведуваме на една ситуација да во таа група, во таа, ама само зборувате само да го прашам вака Златев една работа, да, во ред. Мислам малку поконкретно бидејќи јас не говорам дали они сакаат нешто, дали се во право или не. Зборуваме за објективни факти. Кога зборуваме за Христијан Мицковски, добро, тој нанижа неколку изборни порези, тоа е факт. Колку е? Сега тоа колку изгуби председателски. Добро, во ред. Сега Заев пред Христијан Мицковски. Колку направивте емисија за тоа колку Зоран Заев изборни циклуси изгубил. И дали треба да се смени? Нормално да се направи. Баш ке побарам во интернет. Не ве негирам. Златев, послушајте ме право. Што ми е прашањето? Значи, ние сега тоа можеме и да го ставиме како кредибилен податок, може и не, тој е сепак релативно нов лидер, ја консолидира партијата после Груевски. И пред се расчисти со криминалот. Има значи, има и заедно. Во ВМРО-ДПМН во овој момент нема ниту еден криминалец на раководна функција, а оние кои стојат за сето ова, вчера имаше обвинение против еден од нив, дека во време на ВМРО-ДПМН главниот иницијатор на се ова се нарекува Сашо Мјалков. И некој осуден не може да биде и главниот иницијатор, господинот Сашо Мјалков вчера го судеа. Господине Златев, затоа што го суде, затоа што прислушкувал на него. Ама има презумпција на невиност. Не, вака, ова е клевета. Пола ВМРО, само момент, пола ВМРО-ДПМНЕ е во затвор, значи прво. Не се на функција, туку се у затвор. Кој е во затвор? А лидерот им избегал, па Гордан Јанкуловска, Милијан Киевски, не се во затвор, Спиро Ристовски, па излегува, Никола Груевски избеган, значи сега ако дискутираме кој е криминалец во ВМРО-ДПМНЕ, далеку се во затвор, пола се уценети да работат против раководството, тоа е ситуација. Сакам да ве прашам друго, не ми дозволивте да дојдам до прашањето. Слободно. Значи, ја дадов бекграунд малку за Мицковски, не сакам веднаш да кажам дека тој не треба да биде лидер. Кажам дали е нормално дека нов лидер ја консолидира партијата, се уште дали е во сенката на Никола Груевски, дали не е, сепак тој еден тежок товар кој со целата, значи перцепција што излезе во јавноста. Но сега Христијан Мицковски сакав да кажам, кога дојде како лидер, тој рече дека ќе ја води партијата врз основи на 3 столба, се сеќавате. Беше добри односи со меѓународната заедница, членовите во ВМРО-ДПМН и меѓуетничките односи. Ако направиме на мала анализа на овие 3 столба, значи ВМРО-ДПМН во раскол, де факто е во раскол. Значи сега вие зборувате дали за тие, дали не се видни, ВМРО-ДПМН во моментов е во раскол, тоа е едно. Второ, после референдумот ВМРО-ДПМН значи тотално ги расипа односите со меѓународната заедница. Господин Златев, во Скопје дојде Ангела Меркел. Значи да не се, мислам, да не зборуваме сега овде некои нереални работи. Ангела Меркел дојде во Скопје и повика да се гласа на референдум, значи од демохристијанската заедница во Европа. Значи од тогаш ВМРО-ДПМН е изолирано од таа
Ај сега малце, ЦДУ. Дали може престане јасно да ова кажам? владина вистина да не ја кажуват извини Меѓуетничките Милуновски. односи исто така, Значи, ВМРО ДПМН има 0 рейтинг кај албанците. Ја ви кажувам факт. Не знам од каде ви се овие Еве, факти. трите столба на ВМРО, еве ви сега, трите столба на Мицкоски. Еве ви сега објективни факти. Ајде. Кој е изолиран во оваа држава? Ајде. Зоран Заев од како декември 2019 година. Ова јас сум ја пишувал анализата, после од ВМРО ми ја Ама презира. може не е да битно. изолиран Заев, ја не велам. Сега Значи, зборуваме за од Мицкоски. 2019 година, само секунда да довршам. Од 2019 година до денес, Зоран Заев нема остварено средба со ниту еден европски премиер. Ама во Од ред- друга страна, Не зборуваме за тоа, во ред. Христијан Мицковски од позиција на лидер на опозицијата, нема никаква ефективна Не, власт да. во оваа земја, има остварено Сега, ама 4 смешна или е оваа 5 дебата средби со европски премиери. Ама- Така што муабетот за европска и Со светска Јанша, со Орбан, со тие зборуваме. па не се За тие европски средби. лидери. Па добро, ама за тие зборуваме така, да. И со Пленковиќ Може од ли да се Хрватска, сакате да ми префрлиме- кажете сега и Пленковиќ? Сега, Добро, може да. да се префрлиме на посериозни теми? Знаете каде ви е Сакате да ми главната кажете дека конструкција? ВМРО ДПМН после референдумот има подршка од меѓународна заедница, тоа ли сакате да ми кажете? Знаете ли каде Не, ви е не, главниот? дали може да Знаете Дали зборуваме сакате сериозно тоа да ми го работа? кажете? Знаете ли Дека после референдумот ВМРО ДПМН има подршка од меѓународна заедница? Има комуникација, веројатно има подршка, тоа може да го Добро, видиме. добро, Господине добро. Ризалович, Да, да. знаете ли каде е дефектот на Добро, оваа Златан, пропаганда, рече, ајде. која вие свесно или Не несвесно е сакате пропаганда, да ја ова се наметнете? Ама ова се- Вие седите со мене Да. и со проруски ориентиран човек Проруски. и ме убедувате дека ова раководство на ВМРО Зашо ДПМН е антизападно, а овој проруски човек е прозападен. Тоа е Проруски проблемот. човек. И Сега, сега, не стану каква збор. е оваа реалност? Кој ја смисли? Роберт Поповски ли ја смисли? Оној како се викаше Не, тоа е тум, тоа е Маријан тум. Забрчанец. Тоа е тум, тоа е Вие на бевте фантазија. подпредседател на единствена Македонија, не сум така? бил, не, тоа оста тие глупости. Него, Како не вака сте сега. биле? А добро е лошо да се лошо е да се биде проруски. Не сум бил. Не. Лошо е да се биде проруски настрој. Не, тоа е негов личен став, но не, дека го кога кажете на како- избори со Сега, тој дали став, може да но замолкне кога веќе да, еднаш за јас значи, да зборувам заедно сега? со Ајде, проруски научи, да. структури ме убедувате дека ВМРО е антизапад. Видете сега, овие Кои го критикуваат? Не, тоа е Добре, небулоза, заврши. Да. дали е ВМРО Ако завршите, Да, да заврши. преминеме на посериозни теми. Значи прво, јас би бил внимателен за разлика од Златев кога зборувам конкретно за луѓе. Значи им постои во оваа држава нешто што се нарекува пресумпција на невиност и постои она што се нарекува нели Која е презумпција почитување. за невиност да ме тепа по кафани од мене? Тоа е презумпција на невиност. А кој И тоа- сега јас кој треба тоа да го те тепа? гал обезбедувањето на синот на Сашо Мјалков. Леле, ама Златев, каква врска има ова со политичка дебата, те молам Каква сега? врска има со политичка дебата? Вие Добро. сега, сите оние Добро. кои 10 години го ограбуваа овој народ и кои 10 години на овој народ Добро, му смири се. спроведоа диктатура, кои го прислушкуваа, вие сега ми О, за кој доаѓате зборуваш? мене А ти за ВМРО да зборуваш? и тие луѓе За ВМРО ДПМН ли Да. зборуваш? За изминатите 10 години ВМРО ДПМН прислушкувало, те ограбило, што зборуваш? Ти не знаеш? се случуваше тоа од овие структури кои се блиски до мериот Не знам, коалицијата која мислам сега дека го прави. не, ова. мислам дека испомешам многу работи. Што но испомешав? Друго сакам Што да кажам. испомешав? Ајде. Значи, Испомешав јас дека колку што тепа можам колеги да му видам- новинари, луѓето на Сашо Мјалков, тоа ли испомешав? Златан, не знам, Дека тоа дека не е прислушкуваа ли испомешав? Ама, Златев- Дека со плата од директор на УБК направи најголем хотел у Македонија битно. ли Златан, не, испомешав? не е битно тоа. Е како не е Ме битно, некој интересира украл се. милиони, ти ми викаш не е битно, што е битно, ево, Ама, објасни. Еве што е битно. Еве Сега јас не знам зборуваме што е за- битно. Не, ама за политика. Битно е дека оние кои го ограбија македонскиот народ не е Има- битно што ова- го ограбиле според тебе. Ноновски, ова сакам да го Вака, сакам ви да се го молам. поставам ова и како прашање. Ви се молам. Ама смири се малку. Не можам да се Златан, смирам. Злате, ве Ми молам. браните са- криминалци. Само момент. Засрамете се Ова вие сакам да го- професори. Чекайте, Браните криминалци. Кого бранам јас? Го браните Сашо Мјалков и ги Како застапувате да скијам неговите јас со ставови него? пред Не, мене. не застапуваме ничи ставови, застапувам може ли да- ставови. Смири вака, се малку. Златев, Напи Ноновски, се водички и смири Нема се да малку. се Не молам, Не ви кажа, нема не да се хистериш. напијам, не Сакам да го прашам. Не можам да учествувам Значи, во- стануваш во еден хистеричен? ваков однос. Не станувам Ама хистеричен. смири се малку. Само момент, ве молам. Една само Имате забелешка. титула Ајде. на професор. Една забелешка. Да, Златев. Како професор сте должни да го застапувате интересот, Злате, да се смири се, борите молам. против корупцијата, Добро, за така, тоа сте да, должни. Не добро, сте должни смири да се. браните Злате, криминалци. Смири се, Златев, не бранам јас за- криминалци. Ви се зборуваме Значи, сега јас зборувам значи за процеси кои што се битни за државата и за Кои се тие партијата, тоа процеси? беше Да не тема. Да зборуваме ги сега. спасиме оние Значи, кои... знаете што е сега Што е битно? интересно, она што оние личности во Конгресот, што се односно конгресмени, делегатите, членовите на Конгресот, меѓу нив дефинитивно според она што може да се забележи има многу сериозни луѓе кои што вложиле многу дел од своето време, знаење, труд и така натаму за доброто на оваа држава. Таму се пратеници
Има доста градоначалници кои што се и доста успешни, на пример. Градоначалникот Нилиндар јас воопшто не би рекол дека е неуспешен, бидејќи конечно живеам во тој крај. Така да јас не сум некултурен како Злате за да кажувам ово е селска општина, ово е нечини, ово е вако, ово е еднакво. Значи такви квалификации лични за луѓе не. Даваме политички квалификации. Злате како што е политика ти да како го што водиш е Шилиндер. добро, момент. Тоа сакам да ви го кажам и нигде у свет тоа не Сега, спаѓа. јас Ни зборувам тој што за го едно- води таму некој селска област у близина значи- на Лондон и тој значи, не е висок политичар во мислам Велика дека е Британија глупаво- да го прашуваат кој треба да биде лидер на лабористите или конзервативците. Тоа е стандардот. Мислам дека е глупаво сега да се прави компарација помеѓу квалитетите персонални на луѓето Ја не викам дека на тоа е Конгресот лош и човек. овие луѓе кои што се околу Мицковски. Викам дека е ниско мислам дека профилиран. овие луѓе околу Мицковски имаат далеку послаби перформанси отколку луѓето кои што се членови на Конгресот. Тоа Не тоа е би мое легол во оценки, лично така убедение. не ми е Но, тоа работа. Што сега на друго нешто побитно, ова ми беше забелешката, мислам многу е бучен Златев и дури хистеричната му написа вода смири се, сега за да Не биде можам дебатава на не ниво. можам да Са, разговарам тоа е. со луѓе кои бранат Па добро, не криминал, разговарам, навистина. не брана Проблеми стиков, имам ви со кажам тоа. моите ставови и моите Независно мисли. од каде доаѓа, дали доаѓа од СДС или од бивши Добро, структури на ВМРО. Јас мислев дека приказната со ова раководство ќе заврши дента после поразот на парламентарните избори, затоа што самиот Мицковски имаше децидна јасна изјава на телевизија, или во јавноста, која кажа дека ако ги изгуби изборите, ќе си замине. Дури и ако победи, но не успее да формира влада, веројатно сите се сеќавате Да. на таа изјава, тој ќе си замине. Значи, по изгуби, не направи влада, се разбира, и тој требаше да си замине. Меѓутоа, очигледно е дека после тој акт, односно после газењето на својот собствен збор, а конечно водач на водач на ВМРО не му личи да го гази својот јавно даден збор. После газењето на јавно кажаниот збор, мислам дека многу луѓе всушност сватија дека се работи за политичар, или сега не зборуваме за него како професор математичар, тоа секоја чест, тоа не е ни битно за дебата. И тоа мислам дека многу луѓе тогаш сватија дека едноставно нема перформанси кои што се ги задоволуваат високите критериуми за водач на ВМРО. Посебно тоа што во изминатите 3 години апсолутно идеолошки нешто се оддалечи од ВМРО. Туку во многу сегменти стана спротивност на ВМРО. Например, изборот на кандидат за председател, неодлучноста, лицемерието. Например, лицемерието беше многу видливо, например, само момент. Тоа беше многу видливо, например, за кога беше промената на името, односно Преспанскиот, бидејќи има изјава на Хан, имаше ми се чини и на Могерини и уште на неколку високи ЕУ официјални представници кои што кажаа дека Мицковски, конечно Хан го кажа тоа, има, мислам јавна е таа изјава дека Мицковски му ветил дека нема да го попречува процесот на промена на името. А истовремено тој тука на своите членови, не знам, во јавност и така натаму, ги убедуваше дека тој е стриктно против промена на името, односно Преспанскиот дом. А сега Тони Науновски Значи, заедно тоа со не е- Крсто Муковски се ќе го извинувам. менја Мицковски. Чекайте сега. А он као го брани името. Чекайте, ама, Видете зашто споменувате ова е сега? смешно. Се Знаете, извинувам. ова е смешно и Добро, трагично. дали- Крсто сега- Муковски е сега- делегат. Да, на да. партијата. Добро, Ама, Златев, што ви знаете што сакам ја да ве прашам, Ова Нуновски? е попазијамија, луѓе. Сакам да ве прашам, Нуновски, сега, Он го вака. брани Ова името, а со Крсто Муковски ќе го менја Мицковски. Чекайте. Значи ова е Кој не Крсто ви- Муковски? Са што зборуваш? Што Па можеш делегат луѓето е што не се човек. Он е делегат на тој конгрес кој ти го поддржува. Добро, ма каква врска има тоа со Ја темата? Крсто Муковски- Ако го сменил името, а ти се бориш против Ја промената. Крсто Муковски не го видам видов. као, Може да јас го сум задржиме предавникот нивото на- причава. Може Крсто ли- Муковски не го видов во иницијативата, он е член Може на ли Јавно иницијативата. даде изјава дека Даде ја изјава? поддржува и дека Да. ќе отиде Добро, на конгрес. Дали може да го задржиме Знаете нивото што сега да на ја прашам емисијата? Нуновски? Имаме малку време пред реклами, ве молам за еден кус одговор. Дали овие луѓе што ги гледаме дека се во иницијативата, таму се зборува ова што го кажува Злате, дека таму е Сашо Мјалков, позади дека е Никола Тодоров. Сашо Мјалков не излезе јавно да каже, Тодоров знаеме, има се добри зборува. текстови, добри, јас Се ги читам зборува. неговите колумни, добро Дали пишува. дали па тие луѓе имаат легитимитет повторно да ја водат партијата после се што се случи во ВМРО-ДПМН? Па видете, Бидејќи јас- се работи за луѓе со сериозен багаж позади после се што се случи. Еве Мјалков не знаеме дали е, дали не е формално сега. После третиот текст види, официјално значи, сега, Мјалков јас- имаше напишано, па мене- иначе имаше прочитано. Но тоа е помалку Значи, тоа е- важно. Добро. Значи- Очигледно некои луѓе во Сега, нашава ајде држава нека каже Нуновски за ова прашање, да. Има таков порив, уште да го кажам слободно, нека заврши мојот соговорник. Некои луѓе во оваа земја имаат едноставно порив да го бранат подземјето, не знам дали е тоа финансиски, не знам дали поради авторитет го прават сето тоа,
И сите овие луѓе сега ги гледаме впрегнати во ова. Ја пак ќе кажам, ја не го бранам Мицковски. Мене Мицковски веројатно вие повеќе пати у животот сте го виделе од ја што сум го видел. Добро, но заврши. она што се нарекува криминал, она што се нарекува докажани судски процеси, недокажани судски процеси, не знам дали се уценети овие луѓе. Не знам дали ова го прават за ова да се се глупости, спасне. Но на крајот од денот ние гледаме таму една структура која е Знаете, која обвинета структура, за бе? висока корупција и криминал, Па таму една има 500 структура, луѓе во значи Конгресот, па што ти е? внимавајте. Тони 500 Нуновски луѓе има вели дека Сашо Мјалков бил многу елоквентен Ајде, во значи, неговото пишување. Јас не го споменав името на Он не го господинот, кажа, тоа ти го споменав. Не, за Никола Тодоров реков. Никола Тодоров. Да, за Никола Тодоров, он пишува во Дојче Веле, да. Името Тодоров вика Не, треба да се Ајде, не, нека одговори не на бранам Нуновски јас на ништо. ова. Тоа е смешно. Нека одговори Не, на Нуновски на ова. јас Ајде, кажав само дека Нуновски на Никола ова. Тодоров има добри колумни на Дојче Веле, мислам, или на некој од порталите и ги читам и Ве Ве добри молам, се ве тоа. молам за кус одговор. Да, молам. велете. Златев, Па не, многу е треба- бучен да. и не Ајде, може молам човек за да кус одговор, зборува, мислам, нема смисла. Дали има да бери само- легитимитет овие што бараат промени? Легитимитет апсолутно и политички и реков и статутарно имаат апсолутен легитимитет. Конечно, видете, факт е дека околу 500 луѓе или така нешто бројат нели членовите на Конгресот, факт е дека реков очигледно е дека сите тие се на на еден или на друг начин битни за партијата, штом се избрани како делегати. Значи тие сигурно морале да бидат битни за партијата, не може поинаку. И таму според нели она што може да се забележи според оние информации во јавноста навистина има имиња кои што се за почитување. Јас знам неколку од нив на пример и апсолутно ги почитувам. Да, добро. Значи поранешни пратеници, градоначалници, актуелни минати. Добро, мораме јас да за разлика од да. Злате сум многу љубезен и културен и и ги почитувам сите луѓе. Не сакам да давам квалификации. Тоа Да. ова не знам малку е Да, чуден. добро, правиме кратка пауза за реклами, ќе продолжиме со емисијата. Останете со нас, брзо се враќаме во студиото. Да, се враќаме во студиото. Златев, кога зборуваме за овие за иницијативата, за сите работи што се случуваа во минатиот период, имаше една идеја која промовираше Никола Поповски, на пример. Тој рече дека во секоја западна демократија лидерот го бираат членовите на непосредни избори. Бараше промена на начин на бирање на лидерот во ВМРО Мислам ДПМН дека тоа беше- како еден компромис за целава ситуација. Од иницијативниот одбор тогаш ја поддржаа таа идеја. Еве што мислите вие за ова? Мислам дека Дали е таа тоа идеја можеби веќе начин? е инкорпорирана во новиот статут кој лани они го донесоа. Барем според тоа што јас го прочитав тогаш во медиумите, ВМРО ДПМН веќе тоа го има имплементирано со некој таму рок до кога треба да се реализира. Значи, На дека- страна тоа, Добро. еден човек, еден глас, односно за секој член, убаво и би требало сите политички партии да одлучуваат на демократски начин, така ќе се надмине овој султан систем кој владее до Тоа сега. е стаено за некој днина, не за сега, така. Да, и тоа е- Да, но е имплементирано во статут. Извинете, само да се вратам малку Да. на она претходно. Знаете како е? Само смирено. Не може, да, само смирено, колега, иако не можам да бидам нели смирен кога се работи за некој кој брани криминал, морам да кажам една работа. Ама Златев, Ова не бевте ова волку гласен кога беше Сашо Бев, Мелков на власт. Бев, ја имам Не се сеќавам, да. Еве, ќе ви извадам статии Дека кои беше сум ги вака пишувал гласен во баш. Слободен печат, статии кои сум ги пишувал Добро. во неделникот Капитал, ќе ви ги дам да ги прочитате, да видите колку сум бил во тоа време радикален. Сега, да се вратам малку Па ја повеќе се сеќавам на овие ваше гостувања кај Миленко Неделковски кога па добро сега. Кога напаѓавте Заев, го браневте Па, ВМРО да излезе во времето кога ВМРО беше најако, не само. излезе дека со право сум го напаѓал Заев од денешен аспект, но не да се вратиме А на за ВМРО темата. се опаметите. Па не сум се опаметил за ВМРО, ја никогаш не сум го поддржал ВМРО. Еве, кажете ми кога јас сум го поддржал ВМРО. Дали може никогаш. јас Само да да кажам довршам околу една Добро, вајда, за перцепција се работи, да. Околу една друга димензија. Не, ако застапуваш одреден став за некого и за некоја политичка опција, не значи по дефолт дека ти ја поддржуваш другата. Да се вратиме на се ова. Се ова е само уште еден обид на подземјето во Република Македонија да завладее со една политичка партија која реално има шанси еден ден наскоро или подоцна да дојде на власт. Може би по 20 години. Ова е само обид на подземјето повторно да се етаблира
и да ги Знаете, преземе како како може што да ги има наречеш- до сега, Да нарекаш 500 функционери да конгресмени на ВМРО ги како на нарекува, подземја, да мислам. ги Ова, нарекува, како можеш вака да да ги- зборуваш? Златев, ВМРО, Како сега одиме... не те разбирам само јас секунда, тебе. кои? Ти ги нарекуваш 500 луѓе членови на Кои конгресот се што тие закажа 500 па луѓе? 500 па по список што им за презиме. Само секунда. Значи Ајде како да се можеш ти да ги вратиме. нарекуваш подземја? Што ти е на тебе човек? Што направиле тие луѓе? Значи, Не се подземја, сакате дали да ми може кажете? да Ајде, кажам па, нешто? Еве, Тони, Во врска објасни со- ми со како ова со еден- лидерот на еден тие член, луѓе еден со глас. 60.000 денари плата Мислам успеа да дека- изгради хотел мислам во дека центарот имаше- на Скопје имаше во- и ќе престанам да го нарекувам имаше во- подземје. во последните- Кажете ми како се стекнаа со Златан, не станови, си со водител на имоти, емисијава, те молам, со оставиме да зборуваме за функционерски сериозни плати и работи. кажете ми како да Добро, не ги мислам дека ја нарекувам кажавте подземје. поентата за Што Милков. сериозна работа од корупцијата во нашето Ама- општество нема. Знаеме, Добро, да, Златан, да. смири се сега, Да, но оставиме јас да престанете зборувам. со политичкава Ама побитни агенда. работи да зборувам, те молам. А еве, ве оставам Ајде. да го браните подземјето. Значи, како може да нарекуваш 500 Ве луѓе од- подземје? ве оставам да го браните Како може, подземјето. значи, Ве види, оставам. ова е скандалозно, тие Ве луѓе може да оставам. те тужат тебе, што Нека ме зборуваш тужат ти? слободно. Значи, како може Слободно. 500 луѓе членови на И јас конгрес да ќе ги нарекуваш докажам подземје? на суд ќе барам Дека тие во 500 луѓе граѓанска се постапка подземје. потекло на имот на сите од нив. 500 луѓе се подземје за Не тебе. зборам Како за можеш така 500, да зборам зборуваш? за раководството тие што го водат молам. цело тоа. За многу се несериозно. Океј, ај продолжете да го браните подземјето. Инаку ова иницијатива за еден член, еден глас, мислам дека во последните неколку соопштенија на иницијативата за Конгрес е дадено и како предлог кој што брзо ќе се имплементира со новото раководство кој што ќе биде избрано на 28 март. И таа беше добра идеја, дури имаше една иницијатива со ова, со истиот наслов еден член, еден глас, која што започна токму од некои членови кои што мислам дека се членови на Конгресот и веројатно има некоја синестезија, некоја синергија, веројатно има некоја, можеби да се надеваме, веројатно и координација помеѓу сите оние членови кои што на еден или на друг начин на Конгресот, кои што не заради една или друга причина, заради една или друга политика не се задоволни од актуелното раководство и конечно затоа и одлучиле легално и легитимно на Конгрес веројатно да го разрешат. Но она што е важно е фактот дека практично ова раководство на ВМРО ДПМН. Јас мислам дека тоа сега веќе техничко раководство до 28 и затоа и апелирам и го употребувам тој вокабулар бидејќи е така. И сега мислам дека тие самите себе си се поразија со тоа што не зазема никаков не знам иновативен, некој креативен, некој имагинативен политички на начин да застанат во одбрана на интересите на македонскиот народ За разлика од Митко Јанчев и Крсто Муковски. Ево се, ама Златев, нема да... Ама еве сега вие кажувате, за зборувам- вие ги промовирате тие кои беа за промена на името, а нас не а Значи, го критикувате не ВМРО дека зборуваме било за тоа. против промена на името. Чекайте, Значи ама дај што одлучете зборуваш се за што сте Чекайте сега. малку, за што зборуваш ти? Еве зборувам за тоа дека За јас- овие луѓе кои го собираат овој иницијативен одбор, најголем дел од нив беа за промена на името, а вие сега ги поддржувате нив Чекај во малку. битката против ова раководство. Не, Само по себе не е логично, господине чекај малку, Миловски. ама не. Абсурден сте, не знам како да ви објаснам. Ти си многу само контрадикторен, момент. Не сум се, ова е поголем контрадикција од тоа не, со вака со Крсто Ама Муковски, доста со тој Крсто Бети Муковски, тоа се сеќавате веќе Камчевска, со со Бети Камчевски и со Митко Јанчев и со Никола Тодоров кои сите го ја поддржаа промената на името, Вака да се сега. бориш против Христијан Мицковски, Не, вака затоа сега, што значи, според и вас Христ- тој Вака сега, точно, чекај малку. Не ја продолжи. Ама, оставиме, ама може ли сега да Ама, критикуваме? абсурдно, нека Не, каже, јас- говорете. Нека Не, каже ти си, Миловски, ти да. си контрадикторан вака сега. Што Значи, е врска со контрадикторно? промената на името. Изјавата на Хан, на Могерини и на уште неколку високи представници на Европската унија, кои што кажа експлицитно дека Христијан Мицковски им ветил дека на ниту еден начин нема да го попречува процесот на промена на името, односно промената на уставот, апсолутно доволно говорат дека Христијан Мицковски индиректно барем или премолчано, нели, додека се шеташе во Ташмаруништа и по широк сокак во Битола, се согласил, односно ја поддржал промената на името. Што ти е проблемот со овие факти? Со кои овие факти? Па со ова што го кажав. Па, проблемот ми е тоа што Значи, вие, Мицковски- види, ја не викам дека Јас- може вие сте управо за Добро. ова за Мицковски. Добро, ја но вие не прашав, затоа ти што, кажав. но вие затоа што Златан. според вас недоволно Мицковски се Златан. борел за да го Добро. зачува името, се Добро. борите против него со оние кои Добро. де факто гласаа за промена на Добро, името. ме праша, ти дадов одговор. Дали може сега да кажам нешто друго? Како е Значи, можно? нешто друго сакам да Како е кажам. можно? И сега вие треба да бидете Има патриот премногу- овде. има Замислете. премногу- Имате со Вергина
маска и вие сте патриот, Чекай, што а со зборуваш? луѓето кои Златан, го сменија ајде името, му прибери се, заедно нема да политички претеруваш. заговарате. Ама ви се Златан, молам, Златан. ова е, не знам како да го прокоментирам, ова е... Не знам какви глупости тропаш, наистина, ова Какви не ти глупости? личи. Мислам, Со прибери се луѓето малку. кои го сменија името. Сега јас едно Вие со Вергинава ќе менјате некакво раководство. Ова било патриотизам, не Да, знам. видите, ова раководство, значи реков, имаше многу несериозни, само контрадикторни изјави политики. Споменав зимето, еве на пример исто и за коалицијата односно нивните обиди да направат коалиција со Зијаден села и со Африм Гаши, односно дел од БЕСА се мисли чини така нешто. Додека истовремено има слики неколку каде што сега веќе бившиот председател на ВМРО ДПМН се гушка со Али Ахмети. Видите, такво лицемерие има и една фотографија одработен појадок, или барем така беше насловено, но јавно објавено, каде што нели разговара со овој што сега е во коалиција со Билал Хасани, мислам дека се вика во СДС, нели они има коалиција. Да. И сега знаете што сакам да кажам, ова со името го кажа веќе фактите дека едно зборувал на Хан, друго зборувал овде, значи тоа е и дека со тие што го смени името вие се борите против Мицкоски, тоа е исто факт. Добро. Кажувам сега не ама не се сега едно мора не може да ми бидете вие патриот. Ова сакам да ми кажам, значи подставувате стандарди за патриотизам, тоа сакам да ви го кажам. Значи ова и тие негови обиди да се додвори кон некој кон практично сите партии на албанското малцинство, се исто така препознаени од нив. Препознаени, не видите, не можете вие да седите не на 2, на 3, на 4 стола, како што тие луѓе таму сега што се уште, за жал, до 28 седат на 4 столици. Значи не можете вие да бидете лицемерен. Тоа време помина. Сега е време на време кога луѓето по Македонија имаат веќе големо политичко искуство, односно веќе се толку истравматизирани, посебно последнија неколку години, што имаат изострен сензибилитет. И можат да ги препознаат искрените и длабоките, нели, темелните, како да кажам, паметно фундираните политики, а можат да препознаат опортунизам и лицемерие политичко, какво што има за какво што има, нели, безброј практични примери од ова раководство кој што реков веќе порано. Ја мала реплика. За ова што го кажав, само момент, за албанските партии. Со последната предизборна меѓуетничка коалиција, прва до сега, СДСМ заедно со ДУИ, постави нови стандарди во македонската политика, заедно ги постави предходно со примањето на многу албанци во партијата и последните избори фактички заедно ги добиваат. Може мала реплика на тоа е факт, само момент. Ова е многу побитно баш со околу твите молам. Факт е дека СДСМ така ги добива изборите, дека тоа е еден нов начин на функционирање кај нас. Тие успеа да пронедат на сега сакам да кажам уште нешто. Кај ова го кажав пред малку кај Златан. Модел за изборна победа има СДСМ. Факт е дека ВМРО ДПМН кај албанците има 0 рейтинг. Тоа го поставувам. Со ова раководство и ќе продолжи да биде сега нула. како ВМРО ДПМН ќе успее да продре? Он не мисли дека треба да продре. Не знам јас тоа. Тој не мисли дека треба да ги убие ВМРО албанците. Тоа е негов став веројатно. Ама не, видите, ама не се приберувам. Значи вие забележувате затоа што некој остварил средба со некого. И тоа било причина. За политиката средбите се нешто нормално. Значи како може да забележите кој е лицемерие да се сретнат двајца политичари и тоа да биде лицемерие? Истото прашање го постави, дозволете да одговори. Истото прашање треба да одговори. Само малку понежен беше. И не само тоа, на пример, не само тоа, туку на пример обидот да, а веќе и најавена на локално ниво, тие во Гостивар и во Дебар ми се чини веќе имаат коалиција, имаат со Зијаден села и со Тараваре и така со тие, со БЕСА. Меѓутоа видете сега колку е тоа лицемерно. Има неколку изјави од него и од неколку луѓе за, например, за луѓето од 27 и се кажува ние ќе го ослободиме, ние ово она, истовремено Зијаден села има одштетно побарување од не знам многу таму милиони и колку евра. Сега видите, не можете тоа е лицемерно, да. Па е лицемерно, значи или кон едните или кон другите. Или е лицемерен кон села, или е лицемерен кон тие луѓе. Не може така. Цело време овие 3 години тој беше лицемерен во политичка смисла, се зборуваме за политика, нели, како негови ставови, негови одлуки. Цело време беше лицемерен, цело време беше неодлучен, во најдобра смисла на зборот неодлучен. Обично носеше многу погрешни политики и кадровски одлуки,
носеше многу погрешни, правеше многу политички погрешни потези, несомнено и за името, и за референдумот. Кадровската политика му беше катастрофална, се оддалечи од автентичните идеали и Добро, вредностна парадигма на да не ВМРО. повторуваме. Мислам Не, да ама го не, кажа. Мислам Златев, дека знаете, добра имам вест една е, реплика добра на вест е, СЕО. Ајде бе, малку кратко, сакам да ви поставам Сакам да повторно реплицирам конкретно прашање. на СЕО, мојата реплика е да ми следна. реплицираш. Да, не, морам да ви реплицирам затоа што направивте еден обид. Направивте еден обид ненормалното да го прикажете како нормално. Тоа е следното. Еден од најголемите дефекти на претходното владење на ВМРО ДПМН беше креирањето на патолошки национализам во Македонија од делот структурите. За кого зборуваш? Ве молам да се доискажам. Креирањето мисли, на јасно. патолошки На национализам ова раководство? на претходното раководство зборам. Тоа до 2016 До 2016. Каде што изродија една плејада на луѓе полни со омраза кои се шетаа по национални телевизии и зборуваа дека треба да се истребат цели етнички религиски групи, кои заговараа светски заговори против Македонија, кои го переа мозокот на луѓето дека земјата е рамна, кои зборуваа дека треба конечно ние да се пресметаме со албанците и така натаму. И сега внимавајте. Таа слика кај одредени луѓе доведе до тоа сега господинот Нуновски да смета дека средбата на некој еден политичар со друг била лицемерие. Не го реков Или тоа. дека соработката на Не една само партија тоа. со друга била лицемерие. Не тоа, не. Основата не, на туку дека политиката се обидуваше основата со повеќе политички партии. Па нормално е, тоа му е работа на еден политичар. тоа е лицемерие. Сакам тоа да е- ви кажам дека тоа е треба да излезете од нелогично. тој балон. Тоа е Не, нормално. нема ја што да излезам. Нормално е да Добре, се ај, сретне смири се некој сега. со хан. Нормално. Смири се, да, Јас сум смири многу се. смирен. Смири се. Знаете зашто не сум смирен? Затоа што не можам фашизам нас проти мене да гледам. Некој да Кој каже фашизам? дека е ненормално да се сретнат еден албанец и Не, еден не го македонец реков во тоа, кој го мултикултур. рече тоа? Па вие тоа го Не, кажавте. не. Вие Да. само Јас што го кажав, кажавте не. тоа. Да, Вие само Златев, што го не го кажавте кажав тоа. тоа, немој да лажеш. Златев, Го да, кажавте Јас тоа. Еве кажав, ќе да. вратиме снимка. Не, Добро, е да. така, не. Значи јас што кажав, Не, не, не е само така, да го не е разјаснам така, бидејќи варијанта. наистина Кажавте дека не го еден кажав. лидер на албанска Кажав партија и дека еден се- лидер на македонска Добро, партија да што не- се Добро, сретнале Златан, било може да лицемерно. престанеш. Тоа е Значи наистина си еднакво досаден. направо. Лицемерноста е Јас во друго, кажав да. лицемерен, да, дека се гушка со Али Ахметиев, а договара има коалиција на локално ниво со Зиједни села, а појадува кажи го со Било Касам. Мислам мислам тоа дека- е лицемерно е тоа. ја да тоа потврдив кажам. дека е лицемерно Ова сакам да во го дело кажам. за Сега села, да во бидеме тој дел, посериозни, овие глупости на Златас наистина е Ајде, ваму еден Ова е голема шанса за нов почеток. Е што ВМРО од Види го тој пак, ја овој се. и чемер се ослободува Ајде, конечно и да никој не- тоа им пречи. Многу, Кој се многу ослободува? широко одиме. Ајде малку поконкретно, Ајде, може. конкретно. Ве молам. А мене Значи, пре- ВМРО ДПМН ги бойкотираше изборите во Штип, не настапи. Па да, затоа што знае дека дека ќе тоа е изгубат. грешка. Беше многу чудно, Мој значи личен став е дека тоа да, е грешка. Многу Па не, чудно. знае Значи дека ВМРО ќе изгубат ДПМН се сега. повлечат во ред, не знам зошто. Може би но имаат многу објективно чудно. и дадоа некакво објаснување. Многу чудно. Дадоа И тоа некакво во моменти објаснување, кога власта на Заев ја маче афери, значи беше во многу лоша позиција, ВМРО ДПМН не настапи на локални избори во Штип. Пазите, во Штип. Значи, Не зборуваме тоа за беше Тебар, уште една за- Може би Штип. сега, вака ќе се обидам вака да ви го објаснам. Само- тоа. само да- Јас се согласувам со тебе дека Само тоа е уште малку, грешка. само уште малку. Денеска излезе информација, прочитав на TV27, не знам дали други медиуми ја имаа, дека ВМРО ДПМН размислува да ги бойкотира и локалните избори. Не. Доколку- јас тоа Не, сум нема, научил. затоа што ќе има ново Таква раководство. информација Мислам дека На 28. веќе има, доколку немало скенери за фингерпринт тоа се- на изборите. Не, тоа е само Нема алиби. информација, не знам дали е точно. дали се ќе ограбува, има да, во да. законот стои дека треба да има таков за Да, фингерпринт. и доколку немало, дека ќе ги бойкотирале. Ако не се обезбеди тоа фингерпринт, тогаш ќе бидат незаконски избори. Сакав да ве прашам за оваа политика на ВМРО ДПМН е малку чудна, во однос на Која? бојкоти, настапување на Да. избори, сега информација дека можеби локалните ќе ги бојкотирале. Ама не Наистина видете. чудно. Имаше една групација, ако се сеќавате, сега ќе се извинувам, малку би сакал тука поопсежно да анализирам, која бараше ВМРО ДПМН да го бојкотира вториот круг од претседателските Да, избори и потоа му забележаа на Христијан Мицковски зашто не бојкотирал. Тоа се оние имаат некој подкаст сега луѓето, не е битно. Што сакам да ви кажам? Главната нишка која се води во овој момент во македонската политика е тоа дека ние имаме една власт која е генерално погрешно насочена кон сите можни прашања
во општеството. Ние тонеме по секое можно поле. ВМРО ДПМН, дали ќе бойкотира или не знам. Но она што го знам е дека ова раководство на ВМРО ДПМН, кој сега го гледаме, јас не сум го видел да биде на власт. Може би тие ќе бидат утре полоши од Заев. Ја не негирам дека може би тоа ќе служи доколку дојдат на власт. Но овие луѓе ние не сме ги виделе ефективно да владеат. Говорам, нели, за Христијан Мицковски како премиер Но токму тоа е прашањето, како не ги ефектуираат лошите политики на власта, тоа е прашањето. Знаете, сепак ние говориме за еден период кој не е толку долг. Значи, Христијан Мицковски кога дојде во ВМРО ДПМН? 2018, 17, кога беше? 17. Значи од 17 сега имаат поминато 4 години. На Заев повеќе време му требаше за да дојде на власт. Да ги само секунда да завршам. Во моментот кога ние ќе ги видиме Христијан Мицковски ВМРО ДПМН на власт, Христијан Мицковски како премиер, ние ќе можеме да дадеме оценка овие луѓе се добри или не како власт. Да, но она што сега враќајќи се на темата. Да. Она кое вие го велите, нели, за овие настани кои сега ние тука помагајќи му на Заев ги анализираме превирањето во ВМРО ДПМН, е за она што се случува сега. Целата приказна е следна. Овие луѓе кои во моментов ја прават таа иницијатива, ние ефективно сме ги виделе на власт. И сме виделе како според обвинението кое завчера го даде Ленче Ристевска, од собствената канцеларија незаконски прислушкувале луѓе. Јас не можам да го прифатам тоа како нормално однесување во едно општество. Нека ви биде ова завршна поента, бидејќи имаме уште една минута. Ве молам, Нуновски, вие на минута само. Добро. Бидејќи немаме време. Значи, мислам дека е веќе Завршна поента е дека подземјето не sme да дојде повторно на Боре, власт. ете нека биде тоа. кој е поземје? Политичкото. Нуновски, ве молам, немате проблем. криминалното. Па не, ама не знам Тоа што кое вие го зборувам. поддржувате, господине Нунов. Добро кажете, да. Подземјето кое Да го вие го ставиме Нуновски да поддржувате. каже. Јас ја поддржувам смената на ова раководство на ВМРО ДПМН затоа што 3 години не спрече ништо од штетните политики во државна и во национална смисла, затоа што едноставно е премногу лицемерно, се оддалечи од автентичните парадигми на ВМРО и заради многу други причини, заради во интерес на времето, да не ги набројувам. Јас затоа ја поддржувам смената на ова раководство, кое што за слика ќе се случи на 20 Тоа е ваш март. став. Ви посакувам мислам среќа, дека- ја не сум навивач за разлика од вас. Добро, Ја добро, го кажам за доброто на Македонија. Јас сум објективен наблюдувач, значи јас не сум навивач. Ова сакав да го кажам. Објективен навивач. Добро, Златев. Значи многу си Се шегувам. некултурен, мислам. Прибери се. Видете, господине Нуновски. Да го ставиме Ама Нуновски, вие не, Злате, поддржувате во ред. Ама, Злате, Цела емисија оставаме ги сега кажавте цело тие време стави, со да не ги некакви повторуваме, глупости. да, ве молам. Мислам дека сега веќе во категории на минато свршено време може да се зборува за ова раководство, кое што до 28 се уште ќе биде на некој начин техничко, нели, раководство. И реков грешките, ако правиме ретроспектива на сите објективни политички грешки кои што тие ги имаат направено, тоа ќе треба 3 емисии за тоа да се направат. Меѓутоа ова за Штип, на пример, беше сосем очигледно дека не учествуваа заради тоа што има анкети и знаеа дека ќе изгубат. Да. Не заради друго, туку затоа што конечно и оној нивен председател на ДИК во тоа време, не бе овој сега што го стави Мицковски, него овој претходниот. Мислам дека беше и рече дека е, како да кажам, безбедна работата за гласањето, иако нели заради короната и така натаму. Значи дека и овие најави се веќе дали ќе бойкотираат или нема да бойкотираат локални, тие се веќе безпредметни затоа што од 28 март ќе има ново раководство и тоа ќе носи нови, се надевам многу подобри, верувам, многу подобри политики за македонскиот народ и за македонската Добро, ни истече времето, ви благодарам на двајцата за учеството во оваа емисија. На вас, почитувани гледачи, ви благодараме на вниманието и довербата и останете со програмата на Телевизија 24.